Инфлацијата не попушта. Државна статистика измери дека трошоците на живот пораснале за 19,5% за една година. Најголемо поскапување има кај храната од речиси 30%, комуналиите поскапеле за 20%, а угостителските услуги за речиси 22%. Во однос на минатата година, според Државниот завод за статистика, забележано е огромно поскапување кај прехранбените производи. Лебот и житните производи поскапеле за дури 42,5%, месото за речиси 30%, млекото, сирењето и јајцата за скоро 40%, а маслото исто така за 40%. Иако владата очекуваше значителен пат на цените на производите откако ја ограничи маржата, сликата на терен, судејќи според ставовите на граѓаните, поинаква. Велат, има многу мали, незначителни намалувања, а на одредени места дури и воопшто цените не се променети. Намалувањата биле само добар пиар за пред јавност. Нема некое значително намалување или да се примети дека има намалување. Пазариве се остануваат цениве исти, дури идат и повисоко, дали се ближат ова новогодишниве празници и наголемуваат и то доста цениве. Дури има изголемување. Изголемување, поготово на овие градинарскиве производи, да, на патлиженот, пиперот, еве ги по 120 динара кило пиперто. Кога бил? Ново е. Лево е мало и млекото, тоа и ова зајтинот. Друго ништо. Уште се е скапо. И лебот велеа ќе го поевтинат, и овие млечни производи се е исто. Како беше пред една недела, уште е така. Нема од поевтинување ништо. Колку што ја гледам. До сега не сум приметил. Дека живеачката е се поскапа, потврдуваат и пресметките на синдикатите. Во ноември, за едно просечно 4-члено семејство да ги задоволи основните потреби, потребни се 51.714 денари. Според синдикалната кошничка, само за храна во Македонија едно семејство троши 19.518 денари.